Добре дојде во студио за моите гости, Зоран Димитровски, новинар и главен одговорен уредник на Фокус, и Петар Богоевски, реформаторско крило на ВМРО ДПМН. Благодарам на најава. Криво. Да. Добро. Анализата на изборите, за тоа и говориме, покажуваат изненадување за двата кампа, но сепак на конто тоа изненадување оди сепак многу повеќе на СДСМ. Казната раката е долга всушност на непартиските граѓани, на неопределените, на шарените, но и се покажа и на приврзаниците на ДУИ. За причините веќе долго време се говори, веќе 2 години од доаѓањето на власт на Заев, бегството на Груевски е веројатно најголемиот проблем и болката, но тука се и други бегства, потоа дебаклот на СЈ, тендери, непотизам, партизација на администрација и така натаму. Има ли шанси сепак, значи сега говориме за вториот круг, овие граѓани кои одбиле да гласаат за СДСМ, сепак да ја сватат својата, постојано сега се говори за историска улога? Затоа што во прашање е државата, да објаснам зошто. Значи, прво, различни структури на луѓе се што не гласале. Некои не се задоволни, има една структура која не е задоволна од СДСМ, затоа што не добила доволно бенефиции во изминат период. Клиентелизмот, значи, живее все уште. Не добиле работно место, не добиле унапредување, тие што добиле работно место не станале началници и така натаму, не добиле бизнисчиња. Така што многу различен е тој фактички круг на луѓе што сега зборувам за СДСМ и за поддржувачите. Да, во исто време се извинувам, позициите на ВМРО останале некаде недопрени. И сега имате различни гласови од тие структури. Пред било што да направи Заев, затоа што нели најавува нешто дека ќе прави, натаму може ќе зборуваме за метла, тој треба да одлучи на кого треба да му удоволи сега. Значи, дали ќе удоволува на јавноста и на граѓаните кои што се незадоволни заради сите овие работи што ги споменавте изминативе месеци. Да. И ако тоа го прави, тогаш ќе треба некои луѓе сериозно да се соочат со законот и така натаму. Или пак ќе им удоволува на овие другите партиски апаратчици, луѓе што бараат разни бенефиции, и ќе станува популист, односно ќе почнува да воведува, затоа што има уште 1 година и пол до оние парламентарните избори, не зборувам сега за овој вториот круг, и ќе фактички ќе се претвара во еден мал грујо, барем во смисла на тоа дека ќе зголемува плати, пензии, ќе се задолжува, затоа што има и такви предлози. Гледате по социјалните мрежи што велат луѓето. Па не е лошо да бидеш малку и авторитарец и така натаму, затоа што покажа дека си мајка Тереза до сега. Сега биде малку авторитарец и воведи Извади го камшикот, да. Така што кој тој го најавуваше, но не го извади. Инаку што се однесува до овие други структури што ги споменавте, ДУИ, албанците и така натаму, после може да збориме, ситуацијата и за ИВЗ ќе говориме. Јас би сакал да зборувам. Сега за СДСМ говориме, да. Сакал да зборувам за суштината на СДСМ. Зошто дојдоа до толку понизок резултат? Односно за пораката народот, бидејќи арогансијата на СДСМ не им дава право да ја прифатат пораката, и оно со метлата, мислам дека е сигнал дека повторно погрешно ја разбрале пораката, односно дека некој на нив им бара метла во партијата, као мислиш дека луѓето не спија за состојбата во СДСМ. Не е така. Друга е пораката од граѓаните. И сега сакам преку вашава телевизија да испратам порака што е пораката од граѓаните, по моја перцепција. СДСМ лансира, тоа е извор на нивната ароганција, риба стратегија, анализа риба, односно дека луѓето имаат кратко паметење како риба и заборавиле што бил груевизмот. И сега ќе потретам СДСМ кај им е проблемот и на шарените, и на граѓански будните граѓани, и на оние кои не гласаа. Они викаат полицијата тепала студенти по библиотеки во времето на груевизмот, дури крвнички. Каде е вината? Кој ги тепаше студентите? Каде е командантот на таа акција? Го извадили СДСМ на виделина? Го казнија ли тој човек во МВР? После СДСМ викаат, еден телевизија била затворена, насилнички, наместено. Каде е вината? Констатираа ли тие кој го организираше тоа уништување на истрага воопшто нема? Направија ли истрага? Понатаму, они викаат Мартин Нешковски. Најавија ќе ги откријат вистинските убици.
Каде се вистинските убиства на Мартин Нешковски? Точно, Мартин Нешковски сте нас не повреди. Ја бев и човек кој го може би последен го виде жив Мартин Нешковски во домот на армија, вечер на прославата на ВМРО ДПМН. Ама каде е таа истина што најаби СДСМ? Понатаму. Никола Младенов да не го заборавиме исто така. Јас само нема правам никаква истрага. Не, јас се навртам Иако сега. се говореше за сумнителни Никола Младенов не оkolnosti. беше спомнат во риба стратегијата, јас зборам за она што сега СДСМ го лансираше после изборниот, после првиот круг. Аха, добро. Понатаму, студентски избори имало со насуство со полиција. СДСМ спроведели постапка да го одземи мандатот на тој студентски лидер. Направили некој проблем на СДСМ во студентското организирање или во УКИМ? Дадели поголема автономија на УКИМ? Ги укинали гуровите методи во УКИМ? Тоа не се сеќам да го направи СДСМ. Понатаму, уценувани жени за инвитро во некоја си општина за да гласаат за ВМРО. Направили СДСМ истрага кои жени се жртви на уцена за инвитро за да ги заштити тие жени и виновникот да го извади пред лице на правдата. Понатаму, Миле и Грујо украле десетици милиони евра, бомби слушавме. Каде се десетици милиони евра? Има ли обвиненија за десетици милиони евра од СДСМ? Или од велелепното СЕО, со убава ергела возила, со прекрасни ташни од милиони? Не верувате ли дека Сваровски судството се уште е на сцена и тоа ги сега- диктира ама тие сега судски више- процеси? Ама ВМРО платиш цена за Сваровски судството. ВМРО изгуби избори, изгуби власт. Не може сега Сваровски судството уште да биде алиби затоа што СДСМ ништо не работи 2 години. Понатаму, некролози за амбасади. Венци Мртовечки става на врати активисти на УМС и ги плука новинарите по ресторани. СДСМ ги открили виновниците. Кој ги испраќаше тие деца во права тоа? Што направи СДСМ 2 години во врска со тој случај? Нема никаква истрага. Ништо нема од тоа. Понатаму СДСМ вика дека сме го заборавиле граѓаните диво населје. Каде е диво населје во животот на СДСМ? Во животот на МВР? Ветуваат ќе откријат кој стои за диво Добре, населје. Со тука е- меѓународна помош. Да, и Не, каде е? Смилковско езеро Не, е ама тука. каде е виновникот? Некој Да. го спомнав јас Смилковско во моја колумна вчера го објавив Смилковско езеро. Каде е Фатиме со истрагата за Смилковско езеро? Убиени се масакрирани деца на Великден. Каде е истрагата на СДСМ? Нели ВМРО тоа го правеше, го миксаше Сејо ја за да презеде покрие таа- афери. Епа каде е сега СДСМ тоа да го разоткрие? Тоа му го вете на меѓаните. И сега да завршам Добра, со малце. ајде. Пцуење на фамилијата на Тоше Проевски. Бил комуњар, Тоше беше другар. До сега му дадоа име на стадионот. Добро, во ред. Прески, да. Ама гробот на Тоше, зашто беше пцуењето за Тоше Проевски меѓу разговор меѓу Канческа Милеска и Милена Киевски, гробот на Тоше уште не е направен. Па што не го направи гробот на Тоше след да само 2 години? Едно не е направен гробот на Тоше во Крушево. Нема министер за култура. Понатаму, Од своите редови. па не знам што има СДСМ. Понатаму, Скопје 2014. Валентин архитектот. Милиони евра за авторски Не е дела. само Валентина, Каде е Скопје, каде е да. Скопје 2014? И истрагите Скопје 2014. Добро, Канчевска Мерцедесот- инвестирана, ама гледаме, чекајте се, каде е? Мерцедесот на Груевски беше крунскиот доказ за криминалот на владата на Груевски. Тоа беше изгледа Па најлесно ка- да се направи. Каде е Да, Скопје 2014? Да, ајде. И така натака, Добро. и така натака. Нека се вклучи. Не, пошто уште го морам да Димитровски. спомнам. Ајде. Небитното, зашто пана владата на ВМРО. 220.000 граѓани прислушувани. Каде е виновникот за прислушувањето на 20.000 граѓани? ВМРО изгуби власта за тоа. Добро, тоа е процес што е. СДСМ констатирали кој е виновникот. Ги собрали виновниците. Што направи СДСМ? Добро, И сега СДСМ вика народот е виновен, имаат риба, мозок како риба, кратко Но помнат. народот покажува Не, дека е како извини. слон всушност, а Не, не како народот риба и многу долго убаво памти. помни Да. и го бара ова. Ова е пораката на граѓаните Да. што кажувам јас сега. Граѓаните ова прашуваат. Не дали СДСМ ги прашува граѓаните дали се сеќаваат нова. Не, обратно. Да. Дали СДСМ се сеќава сеќава. нова и каде се решенијат нови прашања. Јас сакам само да додадам на Ајде. ова, нешто што е најкрупната приказна, се фактички ние цело време зборувавме за фамилијата, така, кога се рушеше режимот. И олицетворението на фамилијата се двајца луѓе, двајцата братучеди. Ние гледаме дека едниот братучет е во Будимпешта, другиот братучет се договара за значи целиот процес на амнестија. Фактички граѓаните гледаат дека од таа правда, нели нема правда, нема мир, шарена револуција. Мирот, да. Од таа правда го избравме мирот, односно избравме некои други веројатно. Но процеси. покажува дека Меѓутоа, мир нема да има. Во контекст на бегството на Груевски, затоа што вие имате олицетворение на режимот кој што нели 10 години е тоа е ликот на режимот. И значи Зоран Заев вети дека за 3 недели
ќе има податоци за тоа како избегол Груевски и што дека ќе ги објасни во јавноста и дури после тоа ќе се бара одговорност. Истрагата е замрзната. Значи нема истрага. Да. Значи нема податоци или не знам, не можете евентуално да истражат, дури Груевски се шегуваше со нив од Будимпешта, им праќаше пораки дека ајде нека кажат они како сум избегал. Да. И го штити својот близок, нели соработник, најблизок соработник, министерот за внатрешни работи, кој што требаше да летне вечерта кога тоа се случи, да не зборуваме за сега. Дури беше дотолку дрзок да биде еден од најсериозните кандидати за председателски кандидат. Во последен момент се одлучи за Стево Пендаровски, требаше да биде Оливер Спасовски кандидат. Така што тоа овој дел сега зборувам на јавноста, бидејќи ова сето што го зборуваше Богоевски, влие кај овие граѓани кои што се повеќе вржени здруженија. Да, граѓанската будност. Да. Тоа се тие луѓе. Да. Не зборувам сега за членството на СДСМ, кои што има други причини за незадоволство, коалиционите партнери кои што бараат нешто, нели, да чепнат од колачот и така натаму. Така се научи. Значи, да, кој бидејќи со сите така функционирале. Да. Меѓутоа, ова граѓанската јавност, значи она што велите шарена револуција, луѓето што се желни буквално за тоа, за правда, и вториот дел ќе зборуваме верувам за тоа натама, или корупцијата, непотизмот, така, другите афери. Добро, зошто до сега Има само едно тука оправдување. Добро? Во која смисла? Се решија многу тешки прашања. СДСМ го отвори и го затвори бугарското прашање. СДСМ го отвори и го затвори грчкото прашање. СДСМ го отвори и го затвори албанското прашање и го отвори она толерантското прашање, го нареков, внатре во општество. На вакви направени чекори, СДСМ мене ме изненади релативно позитивно. Повторно да води пред ВМРО ДПМН на вакви... Не води. Водат со 5000 гласа. Ама тоа има со се гласови некои од ДУИ. Да, и 30 партии се во прашање. прашање. Добро, на ВМРО имаме коалициони партнери. Тоа не држи. На крајот двата кандидати се гледа. Да. На двата кандидати. Имаме Како ромски. партија во моментов јас мислам дека ВМРО ДПМН води пред СДСМ, малку, ама води. Може би 2%. Мислите на само на македонци? Не. А се бе лесно. Не само на македонци. Исклучи го Има албанци, ВМРО-ското значи има албанци што се гласаа за СДСМ, ама има албанци и од ДУИ ДП што гласаа сега за Ама и кандидат. албанците се граѓани? Не, јас не зборувам. Дали е албанец? ВМРО ДПМН е према СДСМ како Дали партија, е зборувам не албанец или кандидатите. македонец, дали е каур Ама јас немам проблем или со шиптер, сите гласови се исто. За председателски кандидат. За Јас мене зборувам тоа за е исто. политички партии. За мене тоа е исто. Како политички партии. Друго беше поентата. Сега ме кажам друго поентата. Дека мене ме изненадија како СДСМ успеа да зачуваат сепак да имаат глас плюс повеќе од нас. Тоа ме изненадија. Добро. Односно, Заради ме изненади председателските други. кандидати. Да беа парламентарни избори немаше да биде така ситуација. Може би, не знам. Не сум правил анализа што би било, доколку би било. Но доколку би СДСМ било- да е во коалиција со ДУИ, парламентарни веројатно дел од тие гласови биле на албанските гласачи. Вчера- Инаку чистото СДСМ се може да се Не, со се сомневаме коалициониве партнери со овие внатрешни, коалиционите, што што ги е има. поразителна бројка всушност. А сега одговорете ми за тоа што ги детектиравте, ги лоциравте проблемите. Зошто досега ЗАЕФ не ја слушна пораката од граѓаните? Имате ли идеја и зошто се појави пред некој ден метла операција која му ја врачи актерот Драган Спасов? Зошто се појавија СДСМовските челници, како Шеќеринска, како ЗАЕФ, заедно со Стево Пендаровски, иако пораката на граѓаните беше пратена дека всушност СДСМ е оној кој е казнет, а не Пендаровски. Добро, тоа се тактики сега внатре во опозиција, во редовите на власта, не би сакал да навлегувам зошто тие излегуваат на митинзите. Меѓутоа во контекст на она што велите, пораката е примена и сега ќе следува метла. Значи кога ќе слушнам таков тип на нели зборови, односно чистки, метли и така натаму, тоа ми делува како една пропаганден трик, пропагандна кампања И популистичка. која што еве сега ние ќе ги средиме работите, ја свативме пораката. Бранко Црвенковски во 90-тите имаше нели ќе се борел против октоподот, кој видовме што се случи со Тати и со целиот организиран криминал во 90-тите. Сега веројатно немаме такви димензии на организиран криминал и корупција, меѓутоа имаме многу сериозни почетни процеси на гледаме што се случува со правдата, гледаме што се случува со непотизмот и корупцијата во власта. Што јас мислам конкретно за метлата? Метлата фактички е една символика
Меѓутоа, тоа е чисто покажување на политичка волја. Што треба Заев да направи? Треба да покаже политичка волја процесите во државата не да се одвиваат преку институциите на системот. Нема што тоа што тој ќе менувал министри, тоа е редовна работа на секоја влада. Тоа што ќе менува директори на јавни предпријатија, тоа се знае. Ако не функционира тамо јавното предпријатие или некој државен административен орган, ќе се смени директорот или началникот. Тоа е чист популизам да вие го сметате како сега владата ќе на седница ќе одлучи да ги смени. Идејата е да одговараат оние што имаат направено криминал, што учествувале во корупција. Ние видовме минатата година тендер од 32 милиона кои што сакаат да го украдат во Министерството за здравство. И ги фатија живи и никој за тоа нема одговорност, има некаква истрага во ФИОК. Тоа беше почеток на падот на СДСМ. Апсолутно. Значи ние и што сега? Ние немавме ни политичка, ни морална никаква одговорност, а сега зборуваме за метла. Има уште еден друг. Значи нема метла. Значи во сериозната политика не се прави метла. Во сериозната политика се покажува политичка волја, им се остава на судството, органите на прогонот, органите на ревизија, антикорупцијската комисија, гледаме нешто почнала да работи, тие да си ја вршат работата и на крај да се соочат првите соработници на Заев, ако влегле во таков тип на недозволени активности, да се соочат со лицето на правдата и да ги видиме со лисици на рацете. Јас мислам дека има една поголема причина за тоа дали Заев ги слушнал пораките од народот или се правил дека не ги слуша. Тоа е, лично имам чувство... Велите дека има допир со реалноста и точно знае што се случува во државата. Лично имам чувство дека ако Груевски беше собственик на ВМРО ДПМН, Заев е под кирија во СДСМ. Друг му ја води партијата? Не. Заев го прифатија за лидер на СДСМ за да ги извади од бранковата каша, тие ќе губеа уште 30 години од Никола Груевски. Пристапот на Заев, онај благ народен пристап, беше неопходен да СДСМ да се промени внатрешно, да трни ароганцијата и да ни се доближи на нас, па и да не сиднато на власт. Па вие претходно говоревте за ароганција на СДСМ. Велите дека тие доминираат, тоа крило доминира. Зборуваме за личен период. Да, зборуваме за сега. Па не зборуваме сега ароганцијата на СДСМ после доаѓање на власт. Да. Е сега. Имам лично чувство дека Зоран Заев ниту сега може да направи сериозно прочистување со метвата во СДСМ, бидејќи он не го владее просторот. Не е тоа како Груевски станува утро се буди, праќа СМС и тројца министри. Се зборите за внатре-партиското чистење. Да. Значи, не може он како Никола Груевски утро да се пробуди да прати порака и тројца министри се дадат оставка. Тоа е невозможно. Во СДСМ ќе има граѓанска војна, ако помара оставка на било кој министер, бидејќи за секој тие министри има позадина. Во СДСМ има паралелна структура која го прифати Заев за лидер времено, за да го употребат или да... А всушност таа влада е? А во сушност таа структура, која ги прави или ги продуцира низ скандали, дел од таа структура сериозно е блиска и до нашиот кандидат. Вие многу добро знаете дека нашиот кандидат... До претседателскиот кандидат. Апсолутно, нашиот кандидат си беше во СДСМ, во владата СДСМ. Тоа е стари структури кои произлегуваат од југословенската црвена аристократија, црвената аристократија која за жал Македонија држи да седи во балканската кал, а не и дава да оди напред, и те како му прават проблеми на функционалноста на СДСМ и конкретно на Зоран Заев. И ја лично мислам дека погрешно му евитувањето сега што го дава, дека со метвата после ова кога ќе се распавта, кога ќе се размава премиерот, се ќе биде исчистено. Нема врска тоа. Погледнете само вчера. Подобро е ова да го погледнат, да излезе на пресконференција не потпаровот, него премиерот, и да ги објасни точка по точка сите негови ветувања. И да не смета дека народот има помнење како риба, туку напротив, на народот јасно да му објасни зашто нема резултат по низа, тоа се 30, 40, 50 точки. Иако имате вие суштински проблем со било какви чистки во владата, например. Се зборува последниве денови и претходно тоа знаеме дека двајца министри од ДУИ се многу лоши и не си ја вршат работата. Јас имам и лични комуникации со нивните заменици од СДСМ и така натаму и гледаме што се случува во некои од тие министерства, да не ги споменувам сега директно. Вие вчера Артан Груби јавно вели, ние сме задоволни од работата на нашите министри. Како вие ќе направите чистка во владата? Премиерот ќе ги смени? Ние се уште знаеме дека коалиционите партнери делуваат самостојно и дека нема шанс. И што, тој ќе направи чистка на еден, двајца своји заменици, а на ДУИ ќе ги остави?
или ќе се договори со Али, ај сега нова екипа да ставаме и да не биде тоа чистка затоа што лошо работеле, туку правиме некаква политичка реконструкција заради поефикасно работење. Значи, нема, сето тоа се флоскули, сето тоа се покажување енергија и волја дека еве разбрана е пораката и како ќе делуваме политички. Политиката, тој со политички методи може да делува во рамките на својата партија, меѓутоа тоа, искрено речено, граѓаните не треба да ги интересира. Тој, ако има авторитет, она што го вели Богоевски, како што веројатно нема затоа што има одредени тој има авторитет политички во смисла на тоа дека е ги донел на власт и така натаму. Но, сето тоа се, како што рече Богоевски, кланови. Ако тој има авторитет, тој може да ги смени, да речеме генералниот секретар на партијата, организациониот секретар, се знае кој работи на терен. Зошто до одредено членство на СДСМ во одредени средини не излегло на гласање. Ние знаеме како функционираше ВМРО ДПМН. Мислам, сите партии во Македонија и СДСМ порано функционираше така. Добро, скандалозно функционираше. Не зборувам со списоци за државната администрација, зборувам за своето членство кое што си е традиционално и нив постојано ги тераше да излегува да гласа. Добро, но не зборувам за членство. Списоците на страна. Сега зборувам за мобилизација на членството. Овие не успеа да си го мобилизираат дури ни членството. Мене ме имате на нова маса и можеме прашате за ВМРО ДПМН како функционирало особено после 2010. Да, сега ќе го Ние бевме апсолутна пирамида поставена по сила и на координација и субординација и контролни механизми по сила на закана и уцена. И во таа пирамида имаше луѓе кои сега за жал се освестуваат бидејќи имаат проблеми со законот и со разни други проблеми, меѓутоа имаше луѓе кои живееа од порака до порака на лидерот Груевски. Тие луѓе живееа за да добијат порака од Никола Груевски. Никола Груевски менеджираше илјадници луѓе во структурата ВМРО ДПМН со обични пораки. Немаше ни потреба, неговиот авторитет и мој беше толкава да он немаше ни потреба да се замара некој да му објаснува. Немаше во ВМРО водеше едно правило. Нема што ти да прашуваш. Ти си тука да извршуваш. Објаснувањето, да мисли. Ајде околу објаснувањето. Тоа се функционираше така. Сега од СДСМ е многу далеко тоа. Далеко тоа дека аз го посакувам тоа на СДСМ и на Македонија. Не сакам никому не го посакуваме тоа. Меѓутоа вие мора да имате партиска мобилизација на членството за комплетно да се демократизира и ние да се нормализираме и да станеме политичка партија, а не некоја си параструктура. Тогаш, ајде објаснете го, всушност, објаснете ги причините зошто ВМРО-вското членство, како што велите вие, како реагирало на Груевски, зошто, да, што е проблемот со ВМРО и зошто Мицковски не е прифатен практично со овој мал број на гласови. Проблемот на ВМРО ДПМН во овој момент е тоа што партијата остана заложена во рацете на Груевски, на она што значи груевизам. И сега невозможно е да ги добиеме овие разочарани СДСМовци, шарени, граѓани обични незадоволни од Никола Груевски така натака, невозможно е да ги донесеме наши гласачи на наше конто, се додека нашата партија тој простор кој го чуваме строго затворен и контролиран како чаура во раците на Никола, невозможно е тој простор да ги прими тие гласачи. Тесене, пуни, толку собира. Тесене. Зашто заради идеологијата? Да, реформите на ВМРО беа тоа. Ја ви гарантирам дека ако ВМРО ДПМН беше реформирана лани, кога започнавме со процесот, сега ВМРО ДПМН ќе имаше 400.000 гласа. Особено со таков левичарски кандидат како Гордана Силјановска, која апсолутно беше привлечна. Велите тоа е хендикап. Привлечна за ваков тип на гласачи кои доаѓаат од центар десно, центар лево макар, она и левичар, она можеше да собери голем дел гласачите од центар лево. Но ова се конзервативни, тврдокорни гласачи велите и заради тоа всушност, добро? За жал ВМРО ДПМН изгуби, сега имаме ние ВМРО ДПМН има традиционално, по моје мислење, околу 320.000 најлојални гласачи, меѓутоа во партијата се наделавме на 350.000 минимални гласови во првиот круг. Плюс Гордана Силјановска. Плюс оно што ја донесе таа од нејзиниот авторитет. Ние од тоа добивме многу силен шамар. Ние се симнавме подоле од шамарот кој го врза народот на Никола Груевски.
Ние имавме 335.000 гласови на локалните Да. избори и тоа беше катаклизма за нас. Ние доживеавме огромен пораз. Меѓутоа граѓаните Сега имате победа со Меѓутоа 319. граѓаните тогаш му дадоа на Заев шанса и му дадоа толку многу началници, неколку што сака да му дадат на оној тип началници шанса, туку што сака да му испратат порака на Никола Груевски. Сега граѓаните им е смачено Никола Груевски да биде алиби за целата неспособност на власта. Па доста е сега Никола е крив, Никола е не е тука во земјава. Значи сега време е СДСМ да испорача резултати на овие граѓани. И ради тоа тие граѓани останаа надвор, не ја поддржаа кандидатот Пендаровски на СДСМ, за жал не ја поддржаа ни нашата кандидатка, иако може би идеолошки ми е поблиска, само ради тоа што ВМРО ДПМН остана зачаурена. Добро, ајде Тоа е околу нашата- Силјановска тогаш да продолжиме. Зошто таа се надева на гласовите на Река, оние 90.000, кога ги знаеме незините ставови, 80.000 всушност, кога ги знаеме незините ставови за рамковниот договор, територијалната поделба, преспанскиот договор, законот за јазиците. Знаете, таа исто така сака да игра на една амнезија и сега тие се допираат, вели, мене ме поддржува опозициони структури, Река го поддржува албанската опозиција, ние се бориме за правда. И имаме заедничка Меѓутоа што опозиција. подразбираме, што подразбира таа под правда, што подразбират другите. Значи, незината правда, прво е правда, нели, од една страна правда за Македонија. Да. На меѓународно ниво да го врати името во претпоставувам во некоја чудна акција на меѓународни судови, не знам како тоа има намера да го изведе. Правдата за албанците не значи тоа. Сепак тие имаат, нели, други намери, човекови права и така натаму. По прашањето на правдата тие се разликуваат и во контекст на човековите права, законот за јазиците. Значи таа нема ништо заедничко со таа структура. Меѓутоа мене тоа не ме изненадува затоа што тоа е една реторика, сака да се, нели, На која политички. не би и верувале албанците. Да, апсолутно не може да ја Тоа е поверуваат. вашата- Меѓутоа, она што е проблем кај Силјановска е нејзината шизофрена политичка ситуација. Затоа што таа од една страна вели ќе разговарам, нели, со албанците, од друга страна ќе разговарам и со бойкотирам и да видам кои се нивните проблеми, зошто не сакаат да излезат да гласат. Ќе разговарам и со шарените, вели Да, таа. и со шарените, меѓутоа ќе ги убедува бойкотирам. Супер кампања. Ќе ги убедува бойкотирам. И замислете сега, бойкотирам ќе ги убедува дека со неа ќе добијат правда за Македонија на меѓународно ниво и дека тие директно бараат законот за јазиците да се укине и истовремено ќе добие албански гласови. Значи, вие како политичар, буквално не можете да ги соберете сите на некаков концепт за правда. Што значи тоа? Не ја разбира политиката и Мислам дека пак нема искуство. манипулира. Не, таа манипулира во секој случај. Политичката манипулација, меѓутоа е многу очигледна. Вие не можете да манипулирате со сите структури на идеолошка основа, да кокетирате, да немате јасен план што треба да направите. На ниво на правдата, затоа вели јас нема да бидам политичар, нели, вели тук иди што сака нека каже во филозофијата, јас сум правник и мене ме интересира правдата, ќе ја юридизира, нели, политиката. И нејзината идеја е на правен начин се ќе се разреши некако на крај. Како ќе се разреши на правен начин на крај, ако и едната и другата страна, нели, имаат комплетно спротивставени политички ставови. Ова е сепак е светот на политиката. Друго е надежта во ВМРО ДПМН за Јас зборувам за кандидатката, не знам за надежта. Ајде, која е надежта? Тоа е она што го зборував јас во времето кога ние ВМРО-вците бевме најголемите патриоти во земја, во смисла оној шизофрен патриотизам во наводници, кога знаете кој се извикува, ми е малце непријатно да кажувам пароли за време на почетокот на заедничка Македонија и така натака. И јас зборував дека албанците се историски традиционален партнер на ВМРО. Како што и е. Тоа го зборував. И второ, зборував следно. Албанците се поконзервативни релативно од македонците како граѓани. Ако ние сме конзервативна опција и нудиме конзервативни вредности, би било нормално гласачите на господина Река да гласаат за господината Силјановска. Но тука има еден дефект. Дефектот е што господината... Вие чувствувате загроза од албанскиот јазик, секако. Да се искажам. Дефектот е што господината Силјановска не е конзервативец. И тоа е. За да гласаат конзервативците од Албанска алијанса или од БЕСА, луѓе кои се блиски до религијата, до семејните вредности и така натака, не може да гласа за Гордана која е либерал и која е левичарски кандидат. Она не е конзервативец. Да беше Владимир Ѓорчев,
кандидат. Таа е Со за, неговите нели, за конзервативни- права на хомосексуалците, за со геи. неговите конзервативни вредности и семејни вредности што он ги Велите, че и он е имаше- ликот на ВМРО Добро, ДПМН во че- таа област, тогаш за Владимир Ѓорѓевиќ беше многу во поголемо очекување да гласаат. Но за Силјановска е сега потешко. Но од друга страна, ја очекувам дека овој момент на радост во ВМРО ДПМН, момент на надеж, момент на создавање на позитивна клима на победа, ќе мобилизира дополнителни наши гласачи, активисти да гласаат за Силјановска и мислам дека во вториот круг Затоа што господјата- мислат дека гласаат за предвремени парламентарни избори, а не за не само за Силјановска. тоа, и дека ќе победиме во вториот круг и мислам дека господјата Силјановска во вториот круг ќе има повеќе гласови од ова што имаше во првиот круг. Тогаш ајде да одиме со Дуј. Ако сметате така, одиме со Дуј, значи. Што се случи со Стево Пендаровски како консензуален председател? Па јас ги слушав шампионите на нели на Дуи, нивните представници кога го објаснуваа овој. И кои дел. не се појавуваа на митинзите, да не Не се заборавиме. појавуваа, тоа било дел од нивната политичка Тактика. тактика, веројатно договорена претходно, да си прават овие сами митинзи, Али Ахмети каде што се појавува Стево посебно. Дури и името на Пендаровски не беше запишано таму, туку пишуваше консензуале, кандидат консензуале. Значи без името на Пендаровски одеа на плакатите. Но Без оглед. Но Имаше и готов такви на плакати. гласачкото ливче беше само на СДСМ и Дуј тука и протестираш. Да, меѓутоа не е тоа проблемот. Значи кога имате албански кандидат во првиот круг, логично е етничката преференција секогаш да биде кај дел од гласачкото тело. Иако ги гледав нели неколку пати Артан Груби и другите објаснуваа дека во одредени албански средини каде што Стево доби подобри резултати од Река, тоа е направено со помош и на гласовите на Дуј. На Дуј. Меѓутоа бројките говорат дека не повеќе од 20-25.000 гласачи на Дуј евентуално излегле да гласаат за кандидатот Пендаровски. Нешто повеќе Дуј? на Тоа се гласаше на СДСМ. зборувам, не. СДСМ 40, Имаат 40. околу 50 сега, значи според некои проценки има Зборите за албанци? околу 40.000, 40-50.000 Предходните избори, албанци. СДСМ. Да. Па сега она што го говорат. Јас не знам точно кои се бројките, меѓутоа анализите покажуваат дека дел од гласачите на Дуј, многу поголем дел од гласачите на Дуј гласале за Река, отколку што гласа. Меѓутоа и тие што гласале се половината од Не, гласачкото Дуј ги тело на Дуј. бойкотираше овие избори. Да, Тие јасно велат е дека не, тие велат дека половина од гласачите сепак излегле, околу Но 40-50 тоа е политичкото раководство. Треба да се направат Кој е- анализи. Да, кој е тоа Ги го гледав, јас и говори. ги анализирав вечер. Добро? Господин Река има помалку гласови од кумулативниот резултат на локалните избори кои го има Албанска алијанса Двете, и да. Беса. Значи господин Река на изненадување исто мое лично освои премалку гласови. Ја очекував лично да има Па на знаете 100.000 што? гласа. Проблемот е на Река затоа што имаше исто така шизофрена кампања. Река беше граѓански Да, ама кандидат. Пендаровски Но се немаше кампања. приближуваше. Река Пендаровски беше немаше граѓански кампања. кандидат, а неговите села и Касами беа националистичка, И водеа се националистичка приближуваше кампања. кон Силјановска со некои ставови. Имаше на крајот одредени кокетирање Да. нели со опозицијата, иако генералната кампања му беше Европска унија и НАТО, правна држава и така натаму република за сите. Господјата Силјановска имаше далеку поуспешна кампања, иако имавме многу срамотни и смешни спотови, многу поуспешна кампања господинот Пендаровски во која смисла? Ние имавме порака. СДСМ немаа порака во Добро, кампањата кој знае колку Бледа кампања, имала. ненасочена кон целни групи. СДСМ Нема, дали се пораката обрати... на Силјановска беше татковината повикува. Ама таа порака- Ве молам. Ама знаете за кој се обраќа на Силјановска? Вие знаете во На Морока тврдокорните, на тврдокорните. Па, И не и излегува ли да. тврдокорните? Бойкотирам, не излегува. Има разлика Тврдокорните не излегува. меѓу Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН и бойкотирам. Милитаристичка е таа Меѓу порака, почитувачите на идеологијата на повикува. ВМРО Апсолутно бойкотирање. не. Ајде, Тоа Силјановска не го знае, но го знаат луѓето кои работат во ВМРО ДПМН и кои работеле на нејзината кампања. Така да Силјановски имаше многу попрецизна кампања и точно упатуваше Стево пораки до Пендаровски целни групи. го имаше Господинот- хендикепот на ова што се случуваше претходно со СДСМ. И тоа беше неговиот голем товар во приказната и не му остана буквално А да ништо немаше друго многу- освен вредностите на Европската унија и НАТО и на евентуалната Да иднина на имаше Стево Македонија. Пендаровски многу арогантен штаб, Во која влезен смисла, во Роберт? убавината на власта, Е, летнат во Тие небесата треба да видат натре, нели? и заборавен кај се наоѓаат. Значи, натре Ја, на треба тоа да си ги мислам дека е преиспитат, повеќе. треба да си ги преиспитат своите. Ајде сега ставови. околу проценките, што се случува со вториот круг, ќе има ли цензус и сега најновиот скандал со ИВЗ, сакал дали ќе има тоа влијание, сериозни последици
околу новиот поглавар, назначен Ескендер Бузаку, ја повика финансиската полиција да ги детектира неправилностите во ИВЗ, а реисот Сулеман Реджепи пак ја обвинува Комисијата за верски заедници дека се меша всушност во Лично мислам ИВЗ. дека мешањето во верските заедници е нешто што не би требало да се случува во ниту една држава, а работите таму, освен ако нема сериозен некаков криминал кој што може да се докаже на суд и така натаму, кога има некаков раскол во цркви, во верски заедници и така натаму, тие се решават на тој начин што расколот произведува две крила и тоа се два синода, два ријасета и така натаму, не знам дали постојат два ријасета некаде, меѓутоа не се решава на начин што вие ќе тужите на суд, ќе добиете и вас со полициска придружба и обезбедување ќе ве внесат натре. Вие тоа не можете да го направите. Ако самата исламска верска заедница, значи верниците таму, базата, не го сака овој нов, како се вика, Бузаку, нов реис, и ако нивните оджи, вие не можете да наметнете со сила. Посебно што Македонската православна црква имала таков тип на расколи во минатото, знаеме и на суд што се случувало со Вранишковски, дури има добивано одредени процеси, па што не, он не бил поглавар. Говориме за раскол. Зборуваме за раскол. За раскол. Сакам да кажам, и тој си формира нели своја црква. И какво влијание ќе има овој скандал, овој раскол во политичка? Имаме нели работа со еден така, значи религиозниот дел на гласачите на албанците. Сулеман Реджепи во последно време, не само во последно време, ние видовме него за време на режимот на Груевски, имаше сериозна улога со пишување колумни, со одредени настапи во јавноста, каде што многу сериозно се спротистави на тоа што се случуваше иако верска заедница. Но директното мешање во политиката од оваа страна сега, да интервенира во тоа кој ќе биде реис во Македонија, без оглед дали е суд во прашање. Да. Значи, ако имаме на вистина Сулеман Реджепи имаше неколку изјави во последно време кои што малку прозвучеа контроверсно. Но тоа е благодарение на тие конфликти што се појавуваат од одредени структури во владеачката партија, кои што имаат некакви. Ма што сум јас крив на реизот што ме навреди мене? Се согласувам. Што сум јас се согласувам. Реисот треба да внимава што зборува во едно мултиетничко општество, каде што тој неколку пати претходно има кажано дека треба нели да имаме соживот со браќата православни, со македонците и така. Но споредувајќи кои македонците со животни. Но во неколку наврати има говор на омраза, па има сликано со калашникови и така натаму. Но не сме ние тие што ќе бараме негова смена, или што ќе бараме или нашето судство заради некаков внатрешен раскол ќе пресудува на едната или на другата страна под политички притисок. Сепак тоа треба да си го решат муслиманите. Ќе бидат ли збунети гласачите? Треба да си го решат муслиманите. Ако тој се заканува, сега тоа не би сакал да се случи, дека на оџите во петок ќе им каже да им кажат на верниците не излегувајте в недела, за никого не гласајте, останете си дома, тоа е сепак влијание одредено политичко кој што може да го имат џамијата, меѓутоа тука треба политиката да биде внимателна како се однесува со исламската верска заедница. Добро. Што е за мене најбитно, тоа е овие избори да бидат успешни и да се избери претседател на републиката. Зошто? Затоа што ако не се избери претседател на републиката, Македонија вовлегува во нова длабока политичка криза. Добро, тоа е јасно. Пропаѓаат нашите евроатлантски амбиции за оваа година. Она што мене најважно, јас цело време тоа го потенцирам, тие евроатлантски амбиции, и што се однесува до ВМРО-ДПМН, мислам дека во вториот круг ќе направи се да извади максимум гласачи и да успеат изборите. Мислам дури ќе извадиме и оно што и не сме ни помислиле некојаш дека ќе гласа за ВМРО. Особено што ВМРО-ДПМН мислам дека овој пат ќе направи се да извади и албански гласови кои би гласале за Сијановска. Што ќе направи СДСМ? Дали ќе со одветно, ако ова е одговорот на СДСМ, ако зборувате за Реизов, ако тоа дел од мерките на владата, можеби не знам. Не знаеме сега, тоа е нивни ставови. Ако е ова дел од мерките, ова се и тоа како перфектни мерки за да пропаднат изборите. Добро. Ова е најдобар начин да нема излезеност ке албанските гласачи или ке муслиманите воопшто. Тоа значи дека СДСМ се уште или лета длабоко
ова лето високо се извинувам или бива долу. Јас не верувам дека Не знам СДСМ кај се има наоѓа. директни интервенции во тоа, меѓутоа очигледно постоја За Ива широке... заговорите. Да. А какви се надежите? Богоевски вели дека има надежи ВМРО да добие албански гласови. Можно ли е Има дел и надежи ВМРО да победи на изборите. во ред, но со албански гласови говориме? Дали оние албански гласови на Дуи, од Река, на шарените, на незадоволните, сепак ќе донесат победа на Пендаровски? Или пак е можно дел да одат Ако ВМРО ДПМН не смета на албански гласови, тогаш тие гласови се евентуално гласови на некакви контингенти, кои што може би да се договарат на поинаков начин под маса. Ние знаеме каков е. на Ахмети со Мицковски? Значи, вака да ви кажам, знаете како во минатото имаше разен тип на коалиции, значи Мендух Тачи, така наречена Сушико коалиција. Значи префрлување на одредени контингенти гласачи без оглед на вашата политичка платформа, без оглед на идеолошката платформа, дали човековите, дали е тоа во интерес на албанците. Меѓутоа, вие да побарате од граѓаните албанци да гласаат за кандидат кој што има директно спротивставени или партија, ако сакате. Сега таа нели се умекнува во ставовите, мислам дека тоа нема да успее. Но не исклучувам дека се одредени контингенти на гласачи можни. Можно е Ахмети да му сврти грб назад. Не верувам во тоа исто. Ама ние во минатото со такви контингенти не верувам во тоа. Изгласавме сите председатели. Се согласувам, ама ВМРО ДПМН не беше на власт. Ама ВМРО ДПМН не беше на Борис власт. Трајковски или Бранко Црвенковски? Не, Борис Трајковски беше со фалсификати. Со какви контингенти? Со фалсификати беше изгласан Борис Трајковски. Ние често имаме и контингенти на пратените, не само контингенти на гласачи. Се Така да согласувам. Македонија е земја на контингенти. Се согласувам со вас. Добро. Меѓутоа мислам Проценката е дека тој контингент сепак ќе оди кај Пендаровски. Мислам дека многу граѓани албанци и без контингенти ќе гласаат за Пендаровски, а особено што Дуи мора да покаже мобилизација на своето гласачко тело за заедничкиот кандидат, затоа што виси владата, висат предвремени избори да. И виси можноста да бидат заменети во владата со другите две албански партии. Да. Затоа што и тоа се споменуваше во изминатиот период. Гледате, вие Алијансата денеска на албанците реагира со соопштение насочено против рейсот Сулейман Реджепи. Вели да не се меша политиката, меѓутоа жестоко го напаѓа рейсот Сулейман, значи Алијансата се меша во политиката. Се меша во политиката. Да. Значи и Алијансата за албанците има своји комбинации, дури Таравари јавно кажа во едно, да, па ние зошто не би влегле во владата ако Дуи го нема таму. Да. Тоа значи дека сите опции се Дека отворени во таа Дуи, смисла да. и мислам дека Дуи нема да ризикува со неизлегување за заедничкиот кандидат да си ги загрозува своите позиции во Собствените Јас интереси. мислам дека Македонија може да избере председател на републиката и без Дуи. Да, добро. И тоа е добро, квалитативно подобрување и освежување на македонската политичка сцена. Оној контингент на гласови на Река каде ќе оди? Зборам за Дуи како политичка партија. Јас како говорам, поведение. ако не гласа Дуи, ако не го избере Дуи, ако Не не би- влезе Дуи во гласове, Граѓани на Република Македонија. За мене има граѓани на Република Македонија. гласовите на Река каде ќе Сите одат? ние, Кесилјановска? сите ние, граѓани на Република Македонија, 720.000, мислам дека имаме сила да избереме председател на Републиката. Па не Без само Дуи. тоа, има уште Без Дуи, но со гласовите Дуи, на... без разни Има разни уште приказни барем услови. 300-350 македонци кои не излегува до милион, Да. милиони 50. Да. Меѓутоа не излегуваат вообичаено толку многу за председателски избори, но сакам да кажам и во тој дел има гласови кои што се И уште ни го може да се знаеме мобилизираат. прецизно списокот избирачки за да калкулираме Има со преку точни. 60% македонци од државата, така да може да сами да избереме Па председател. затоа велам, дури и Ако самите се- македонци можат да го Значи, сакаат, не- ама Но не тоа е не е тоа. добро. Но тоа не е добра порака Тоа не е да добро. се разбира. Тој нема За да мене биде е добра председател порака- на сите граѓани. Не. Ако Дуи не учествува во неговиот избор, тој ќе биде председател на сите граѓани. Тој му ќе биде председател на сите граѓани, тоа зависи од неговата личност и неговото поведение како председател. Ѓорѓе Иванов направи тука стратешки грешки. Но, ако не е избран од Дуи, тоа не значи дека нема да биде председател на сите граѓани. апсолутно. Да, добро. Дуи се добро. комеа и Говорам пет- за албанските Дуи гласови. се Мислам комеа- дека Дуи нема да ја Дуи. пропушти оваа Само се можност. скажам ова, Да. се комеа и години ни раскажуваа приказни за консензуален кандидат, кога добија консензуален кандидат, Дуи не го гласаа консензуалниот кандидат. Така да мислам дека тие игри и интриги, сега во ВМРО ДПМН модерен е нов збор честитост. Значи на нас ни треба честита политика на Македонија веќе во овој веќе влегуваме длабоко во 21 век. Да. Доста е од тие игри и интриги. И тоа ако не е мој кандидат победник, тоа значи дека не е легитимен или не е председател на сите граѓани.
Да. Што ме избран согласно закон, тој е председател на сите или премиер на сите или министер на сите. Иако не треба да се фери подцени, демократски Али Ахмети избори. е играч на политичката Да, сцена на пар долга- екселанс на долга 17 години патека и сметам игра. дека нема да прави стратешки грешки. Самоубиство, самоубиствени собствено, стратешки грешки. да. Ако било што направи, тоа ќе биде во сериозен интерес и на ДУИ и на албанците Да. во Македонија. Добро, јас благодарам за оваа Благодарам. дебата.